Здраво на сите. Ми представува огромна чест и задоволство да отворам денешнава трибина, организирана од Форумот на жени на Зелената партија Дом, кои неуморно секој ден веќе 15 години активно се борат за постигнување на родова еднаквост, активно учество на жените во политички систем, економско јакнење, социјална грижа, здравствена заштита, образование, наука и буквално се она со кое жените се соочуваат во обидот нивниот глас на вистина да биде слушнат. Токму затоа, овој пат Форумот на жени одлучи да покрене едно прашање кое во Европа и во светот е мощно актуелно, но за жал во нашата држава за истото се уште се молчи. Тоа е проблемот предрасуди и менструалната стигма, со посебен фокус на менструалната правда во македонското општество. Додека во некои земји во Европа се прават огромни чекори кога станува збор за менструалната правда, но и сиромаштија, правејќи ги средства за менструална хигиена достапни, бесплатни и безбедни, кај нас се уште зборот менструација представува табу. А истражувањата покажуваат дека голем процент од жените и девојките, особено оние во рурални средини, истите средства им представуваат луксус. Воопшто не им се достапни, воопшто немаат начин ниту пари како да стигнат до нив, нешто што е нормално и нешто што мора да го имаат во 21 век. Потоа недостатокот на политики за неодоначување на средствата за хигиена, како и воведување на политики за боледување за време на менструација, поголема едукација, информација и еднаков пристап, се теми за кои време веќе да се зборува отворено и гласно. Токму затоа денешните говорнички за женските права ќе зборуваат за овие проблематики. Да не должам многу, ќе повикам првата говорничка Маја Мурачанин, пратенички председателка на Зелената партија Дом, да започне оваа трибина. Благодарам Теа на прекрасниот инспиративен вовед во оваа трибина и сакам да ви се заблагодарам на сите и што се активно вклучени во политичкиот живот, но и од граѓанскиот сектор, што зедовте учество на оваа денешна трибина во организација на Форумот на жени на Дом. Посебно ми е драго што трибината не се одржува на 8 март, туку на 10, зашто стално велиме не е само 8 март единствениот ден во годината кога треба да зборуваме гласно за правата на жените и за родовата еднаквост, туку секој ден во годината тоа е тема на која треба да ја дадеме посебно внимание кое што го заслужува. Исто така, мислам дека темата е одлично избрана, бидејќи како што и идеја во воведот потенцираше, за жал во македонското општество темата врзана со менструација е се уште табу тема. И многу стигми, предрасуди, нерелевантни информации се поврзани со оваа тема. И секако освртот кон менструалната сиромаштија и менструалната правда е повеќе од значаен, бидејќи е директно врзан со правата на жените и родовата еднаквост во општеството, колку и да вака на прв поглед оваа тема изгледа дека е беззначајна и дека треба да биде на маргините, но тоа не е така и точно затоа и во светот и особено во Европската унија оваа тема е се поактуелна. Јас лично некаде пред 5-6 години учествував на една ваква дебата организирана во Европскиот парламент, на која присуствува и не само политички активни лица и жени и мажи се разбира, туку и експерти од економската сфера и од граѓанскиот сектор и така натаму, се со цел да се актуализира темата и да се постигне зголемено учество на сите и да се слушне гласот на жените на оваа тема и се разбира во креирањето на политиките на Европската унија. Како што и Теа спомена, во македонското општество загрижувачки е податокот кој што имавме можност, ми се чини пред година-две преку една анкета да го видиме,
а тоа е дека дури 15% од девојчињата користат не наместо хигиенски влошки за менструација, крпи, весници и она што можат да си го дозволат, бидејќи едноставно немаат доволно средства за да можат да си купат хигиенски производи наменети за менструација. И тоа е навистина разочарувачки, не само за девојчињата, не само за жените, туку и за целото општество, и благодарност за спроведување на една ваква анкета, бидејќи мислам дека еве и ние кои што сме повеќе упатени во овие теми за права на жени и родова еднаквост, едноставно немавме вакви податоци дека состојбата е толку загрижувачка. На оваа тема мислам дека е важно да се спомене и дека има начин како државата може да придонесе во овој контекст, да се намали менструалната сиромаштија. И еден од ефикасните начини е даночната политика. Кај нас се уште хигиенските производи кои што ги користат жените се оданочуваат со стапка од 18%. И мислам дека најмалку што може еве јас би предложила и како еден од заклучоците од оваа трибина да биде намалување на оданочувањето од 18 на 5%. Знам дека ќе кажете зошто да не биде без данок. Се согласувам дека и тоа е добар предлог и добар начин, но тука ќе се надоврзам и на она што за нас како Зелена партија е важно, а тоа е еколошкиот аспект, заштитата на животната средина и климата. И во тој контекст мојот предлог е наместо 18% да имаме оданочување со 5% за хигиенските производи кои што ги користат жените за менструација, а без оданочување, односно 0% данок да бидат хигиенските производи кои што се од еколошки аспект поприфатливи, а сепак со намена за користење кај жените во тек на менструалниот период, а тоа се менструални чашки и влошки, хигиенски влошки кои што се со повеќе кратна намена. Од моите информации, поправете ме ако може би грешам, мислам дека ваков тип на производи за повеќе кратна употреба и како и менструални чашки се уште не се ниту достапни во маркетите, во продавниците во Македонија. И од таа причина мојот предлог е за да ја стимулираме практично и употребата на овие производи, да тие бидат комплетно ослободени од оданочување. Овој аспект со даночните политики и стапки околу производите, хигиенските производи за жените кои ги користат во менструалниот период, се еден добар пример би рекла за она што е многу актуелна тема кога зборуваме за права на жени и родова еднаквост, а тоа е родово одговорно буџетирање. Бидејќи родовото одговорно буџетирање не се однесува само на начинот на кој ги прераспределуваме финансиските средства, односно намената за која се оделуваат средства од буџетите, туку и целиот буџетски процес. Значи и начинот на кој се обезбедуваат средства во буџетот треба да биде родово одговорен, односно родово сензитивен. На овој начин, бидејќи жените сите ние плаќаме 18% оданочени хигиенски производи кои одат во буџетот, кој што е наменет потоа за сите, и за мажите и за жените, мислам дека е фер и е начин на родово одговорно буџетирање да се намалат даночните стапки за хигиенските производи за менструација.
Дополнително сакам да се осврнам уште еднаш на оној дел од истражувањата за состојбата на пред на девојчињата кои што не само што не можат да си дозволат да купат хигиенски влошки, туку и отсуствуваат многу често по неколку денови поради тоа од училиште, што пак на долги стази представува сериозен проблем, бидејќи се разбира трпи штета нивниот образовен процес и мислам дека и тоа е еден дел каде што сите можеме да влијаеме да условите во училиштата се подобрат во смисол на обезбедување на соодветни тоалети каде што има услови за хигиена за девојчињата. За жал кај нас се уште во училиштата ги нема обезбедено тие услови. Ќе кажете да, проблем е можеби од финансиски аспект да обезбедат соодветни тоалети, топла вода и така натаму, но мислам дека е тоа сепак од толку минорно значење што е повеќе изговор отколку реалност зошто тоа не се спроведува и еве уште еден предлог и во тој контекст тука би сакала да дадам, а тоа е дека со поставување на сончеви колектори, кои сега навистина не чинат многу, на училиштата може да се обезбеди топла вода практично бесплатно за учениците и за вработените во училиштата. Што значи решенија има, важно е да се има политичка волја и да се туркаат овие работи заеднички сите и мислам дека тоа можеме да го постигнеме. Уште еднаш да се навратам на делот со менструалната сиромаштија, бидејќи е тоа за мене навистина загрижувачки податок и слушам и некои коментари во тој контекст дека па тоа и не се толку многу средства и можат да си ги дозволат семејствата, жените и така натаму, но не е така, бидејќи истражувањата покажуваат на светско ниво дека во просек една жена годишно троши околу $100 наменети за овие производи, хигиенски производи за менструација. Да не, мислам, нема потреба дополнително да објаснувам дека особено за социјално ранливите категории ова се значителни средства и затоа треба навистина да најдеме начин да тие бидат подостапни. Еден од начините се разбира е ова што јас го предлагам со намалување на и укинување на оданочувањето, но исто така мислам дека ова општество може да издржи финансиски и барем во училиштата на секоја ученичка, еве на почетокот на месецот, да и се подарува, да и се доделува еден пакет на менструални хигиенски производи поврзани со менструацијата. Мислам дека накусо, колку може покуса да бидам, ги образложив моите идеи и предлози како да се надмине менструалната сиромаштија во Македонија и убедена сум дека и сите останати и панелистки, но и оние кои што се вклучени во дебатава ќе дадат одлични придонеси и на крајот можеме да направиме добри заклучоци кои што еве и ние можеби и во парламентот како политички активни жени да ги предложиме и навистина да направиме исчекор на оваа тема. Благодарам, Маја. Би ја повикала сега следната говорничка, Катерина Иванова, која е представничка на невладината организација HERA. HERA многу добро ги знаеме дека секогаш уште барем јас кога сум била дете доаѓале во школа, држале обуки баш на оваа тематика, па да видиме што има да каже таа. Добар ден на сите. Прво сакам да се заблагодарам за шансата да разборувам малку повеќе на оваа тема.
И исто така сакам да кажам колку ми е драго што е волкава бројката на слушатели на оваа тема, бидејќи навистина еден многу пријатен шок за мене. Јас сум Катерина, како што ме представија, сум врсничка едукаторка по сеопфатно сексуално образование во Хера, и сум волонтерка на Хера Млади. Денеска сакам повеќе да зборувам за менструалните стигми и како тие влијаат на нас. Пред се ние живееме во општество каде што сме научени дека нашата менструација е најсрамното нешто што може да ни се случи. Општество во кое ние се срамиме да побараме влошка во училиште, па шепотиме меѓу другарките, се плашиме некој да не нас слушне од страна. Општество каде што се срамиме да им побараме на нашите татковци да ни купат тампони ако одат во маркет. Кога општество каде што мајките ни кажуваат немој да зборуваш за ова пред таткото, не е убаво, не е згодно за него. Ние во ова општество сме исмејувани за протечената крв на белите фармерки и таа црвена дамка ни станува мета. Кога е волкав срамот за нашите основни биолошки карактеристики, колкави се последиците? Овие последици се уште поголеми. Ние девојките не сме свесни што значи нашето менструално здравје. Ние не сме свесни како истото изгледа. Па затоа често кога имаме некој проблем, го игнорираме истиот и ја занемаруваме, например, болката, велиме треба да се издржи, тоа е нормално. Па често ни е срам да зборуваме со нашите најблиски, бидејќи, како што реков, мајка ни викала, па немој пред татко ти да збориш, не е пријатно. Па сме избегнувале оваа тема. И на крај таа срамотата да се има женското тело, ќе ја плаќаме со нашето здравје. Тоа е тој данок на патриархалното општество што го плаќаме ние од почетокот на нашето постоење. Со срамот тука е добро што има еден многу ефективен лек. Тоа е образованието и самообразованието. Сеопфатното сексуално образование е она кое на секоја млада личност и е потребно за како една алатка за преживување. Преку изучувањето на овие тематики, како например растот и развојот на сопственото тело, е единствениот начин каде што можеме да ги на кој можеме да ги уништиме овие стигми дека ние сме валкани, одвратни или понижени кога менструираме. Кога ќе ги научиме младите дека задавањето или посрамотувањето, стигматизирањето на другите врз основа на промените кои ни се случуваат во пубертетот и понатаму во животот е штетно и може да има страшни долгорочни последици. Кога ќе научиме да ги препознаваат разноразните расстройства поврзани со негативната слика за нашето тело, која итекако со менструалната стигма се подхранува. Кога ќе престанеме да оставаме менструалната едукација на големите компании кои доаѓаат со маркетиншки цели и кога ќе престанеме да ги бркаме момчињата од училницата кога збориме за менструација, затоа што тие момчиња се оние кои утре ќе бидат татковци, кои се срамат да зборуваат со своите ќерки за менструацијата и кои се срамат да отидат во маркет по тампони. Затоа, тек кога ќе ги направиме овие работи, ние можеме да очекуваме некоја позитивна промена во однос на менструалната стигма. За да постигнеме се што сакаме во однос на менструалната сиромаштија, менструалното образование, хигиена и така натаму, пред се мораме да разбиеме стигмата. Тогаш дури ќе можеме да кажеме дека веќе не го плаќаме данокот на патриархатот со нашето здравје. Кршењето на овие стигми е апсолутно обврска на секој од нас. Дали е тоа внатре или надвор од образовниот процес, можам да кажам дека сум многу среќна што СС сега ќе биде и предмет во училиштата, па ќе можеме овие теми да ги разговараме со младите во институционална средина, каде што нема да биде изоставено ниту едно дете. Ниту еден млад човек нема да мора да живее без овие информации. И итекако ова е вистинскиот начин да ги разбиеме овие стигми. Исто така сум многу среќна што и надвор од образовниот процес се повеќе оваа тема е толку
интересна, толку жешка, толку се зборува на неа. Сум пресреќна што има се повеќе граѓански иницијативи како и дел од говорничките што се денеска тука. Можам да ги издвојам и период Скопје, неформално движење кое се бори против менструалната стигма. Сакам да им се заблагодарам на сите овие активисти за се ова што го прават и што придонесуваат да не мора генерациите после нас да се срамат како што ние сме се срамале. Како врсничка едукаторка по СС, и како ја гледам оваа волја за кршење на стигмите помеѓу младите. Девојките секојдневно имаат прашања и се заинтересирани да знаат повеќе. Се чувствува нивниот срам, ама уште повеќе се чувствува нивната волја за знаење, за запознавање на себе и едноставно да престанат да живеат оковани од овој срам. Фала ви многу. Фала, Катерина. Би ја повикала Јана Куцевска, следната говорничка, која е представничка на невладината организација Think. Благодарам многу. Пред се фала ви за поканата и фала ви што го организирате ова. Навистина се надевам дека ќе имаме можноста во иднина овие разговори да ги водиме каде што и треба во собранието на Република Северна Македонија. Искрено ние како организација заедно со нашите партнери Реактор и работиме во таа насока. Се надевам дека ќе дојде и тој ден што поскоро да се случи, нели тоа, да ја имаме оваа тема присутна на едно повисоко политичко ниво, затоа што верувам дека прашањето за менструалната правда е пред се политичко прашање. Менструалната сиромаштија е феномен на глобално ниво, нели? Ги засега девојчињата, жените, меѓутоа и други лица кои менструираат, ова е важно да го знаеме. Бидејќи ние исто така во нашето истражување имавме, нели, одговори од лица кои што се различно се идентификуваат. Исто така беа вклучени и мажи, бидејќи сакавме да ги видиме и нивните ставови, размислувања во врска со оваа појава. Оние кои што се погодени од менструалната сиромаштија немаат пристап до хигиенски производи, како влошки, тампони, чашки, немаат безбеден санитарен простор каде што може да ги користат овие производи и не можат да го поминат достоинствено периодот на менструирање без предрасуди, стигма и срам. И во насока на она што Катерина го зборуваше претходно, ова не представува само здравствен ризик за овие девојчиња, жени и лица, туку потенцијално ги загрозува нивната животна благосостојба и опстанок. Токму затоа ние решивме заедно со Реактор, истражување во акција, организација која што има големо искуство во истражување на теми кои што се нели во фокус на родовите политики, решивме да ги испитаме искуствата, доживувањата, практиките, ставовите поврзани со менструалниот циклус, пристапот до менструални средства и одржувањето на менструалната хигиена. Ние спроведовме истражување во декември минатата година, кое што беше онлайн и за полнолетни лица. Прашалникот беше поставен, нели, онлайн, го дистрибуиравме по нашите гласила и канали и добивме информации, добивме фидбек, тоест прашалникот го пополнија вкупно 2696 граѓани. Мора да напоменам дека станува збор пред се за лица кои што живеат, нели, жени 98%, кои што живеат во урбаната средина и кои што се во просек на возраст од 28 години. Ова морам да го потенцирам, бидејќи не е репрезентативно целото истражување. Се надевам ќе имаме можност некогаш во Македонија да направиме репрезентативно истражување, каде што, нели, стратешки ќе се опфатат сите региони од земјата и тогаш ќе имаме навистина сеопфатна слика за проблемот. Меѓутоа, толку се можностите, ние успеавме и ова да го направиме. Сметаме дека не е мала бројката од 2696 лица кои одговорија на прашањата. И навистина дојдовме до интересни заклучоци, дури и покрај фактот што одговорите беа само од доминираше, нели, население кое што живее во урбана средина, кое што има високо образование,
и нели кое што пред се има, да речеме, некакво си предзнаење за концептите менструална сиромаштија, менструална правда и така натаму. Јас би сакала да наведам неколку од клучните наоди до кои што ние дојдовме, се уште не се објавени, бидејќи сеопфатната студија исто така планираме во сеопфатната студија планираме да го вклучиме истражувањето кое што во моментот се случува во средните училишта. Тука веќе ќе можеме да зборуваме за репрезентативни наоди, бидејќи истражувањето се спроведува во 17 училишта од сите региони во земјата и ќе вклучува вкупно 500 девојчиња од возраст од 14 до 17 години. Во моментот стапивме во контакт со сите училишта, како што ги спомна Катерина, работиме со девојките од Period Movement тука во Скопје и можам да кажам, се радувам дека навистина имаме одличен фидбек од страна на училиштата, веќе се вклучуваат голем број на девојки, се пријавуваат кои што сакаат да учествуваат. Со тоа верувам дека сме направиле некаков чекор во поимањето на оваа тема малку поинаку од тоа што досега нели представувало стигма, срам и така натаму. Значи, едни од интересните наоди би рекла дека ги имаме многу, навистина многу интересни податоци, но би сакала да издвојам дека речиси секоја трета учесничка одговорила дека барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи влошки и да мора да импровизира со крп и тоалетна хартија. Тоа исто така оди во прилог со претходното истражување кое што веќе ова го имаше дознаено. Потоа 71% од анкетираните жени или девојки користат лекарства против менструална болка. Исто така добивме процент дека половина од жените кои што одговориле чувствуваат силна или многу силна болка поврзана со менструалното крварење. Ова исто така многу ретко се зборува во институциите кај што работат луѓе, во школите, на работните места, во секојдневието. Едноставно на жените не им се верува дека навистина доживуваат големи болки при крварењето. Тоа сметаме дека мора да се измени. Потоа, повеќе од половината одговориле дека кога ја добиле првата менструација се чувствувале збунето, секоја трета се чувствувала уплашено, а секоја четврта засрамена. Значи, приближно 5 одговориле дека криеле извесен период дека имаат добиено менструација. Тоа се околу 540 жени и девојки кои што кога ја добиле својата прва менструација, криеле и не споделувале со нивните блиски, пријателите во училиштето, со наставничките и слично. Тоа е исто така ни покажува колку оваа тема е стигматизирана. Потоа, дури 67% одговориле дека ставот дека е срамота да имаат дамки од менструација на облеката или да им протече, тој став им бил наметнат со социјализација и воспитување. Најмногу од домашните, од своите родители, што е навистина голем процент, 67% да одговорат дека ги учеле дека е тоа срамота. Навистина мора да се работи на ова прашање. Потоа 53% од жените одговориле дека се чувствуваат нечисто кога имаат менструација. Тоа е исто застрашувачки податок. Исто така, голем е процентот, над 40%, на оние жени кои што се обиделе да ги сокријат влошките кога ги набавувале во продавница или пак кога одат во кафулиња или во рамки на школата во училница за да одат до тоалет да ја сменат влошката. Значи, навистина високи проценти, но ме радува и висок процент, значи дури 90% сметаат дека треба да има бесплатни производи за менструална хигиена во јавните објекти и 90% сметаат дека во јавните тоалети во нашата земја нема услови за безбедно и достоинствено одржување на менструалната хигиена.
И исто така ме радува што дури 98% одговориле дека би поддржале целосно ослободување од ДДВ или намалување на даночната стапка од 18 на 5% на производите за менструална хигиена. Ние како истражувачи се обративме и до Управата за јавни приходи да добиеме податок колку на годишно ниво се издвојува од данокот добиен од производите за менструална хигиена. И добивме одговор дека тие не водат таква статистика. Па би било добро да упатиме апел да се води во иднина таква статистика, за да знаеме колкав е процентот од данокот кој што се плаќа за овие производи, за да знаеме на годишно ниво колку се тие средства кои што влегуваат во даночните суми на годишно ниво. И исто така многу е важно дека да напоменам дека е битно кон ова со даночната политика треба да се пристапи на едно ниво со економски експерти, да видиме кое е најдоброто решение, бидејќи не знаеме дали би се решило само со намалување на даночната стапка. Не знаеме дали можеби ќе се зголеми цената на производите. Тука исто така постои тој проблем. Така што сметам дека ќе треба да се направи една добра анализа. Ние направивме анализа на трошоци за тоа колку на годишно ниво издвојуваат жените, девојките за менструални производи, меѓутоа и за лекарства кои што ги конзумираат за намалување на болките, и таа сума е негде околу 3 до 4.000 денари годишно. Јас го поздравувам предлогот на господјата Мурачанин за доделување на еден пакет со производи за менструална хигиена за девојките. Знам дека многу земји тоа и го прават. Тоа сега се случи и во Шкотска, еден многу убав процес. Се надевам дека ќе можеме и ние натаму да го практикуваме. Да се обезбеди во сите училишта, во сите институции да се обезбедат средства за менструална хигиена. Тие исто така ќе направат и мрежа која што ќе делува на локално ниво. Кај нас тоа би можело да се поврзе со здравствените домови на локално ниво, училиштата исто така. Така што, како што кажа и претеничката, навистина мислам дека има решение, може да се оди во таа насока. Верувам дека и со воспоставување на политики за менструална правда ќе се измени и ќе се изменат и ставовите, ќе излезе ова појава од онаа група на табу теми. Ние исто така ќе иницираме да влезат овие наоди и препораки од истражувањето во стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје. Таа веќе истечена, беше од 10 до 20 година, меѓутоа сега Министерството за здравство и ХЕРА како учесници во таа работна група ќе подготвуваат нова стратегија и навистина се надеваме дека овие наоди ќе влезат во стратегијата и ќе придонесат кон донесување на политики на национално ниво. Да не должам многу, уште ова сакав да го додадам. Ние како Титинг ќе иницираме формирање на група, една платформа. Пред се ќе почнеме со членките од платформата за родова еднаквост, каде што и ние сме самите членки. Ќе формираме една група каде што ќе повикаме луѓе кои што ќе сакаат да членуваат, за заедно да застапуваме за ова прашање во иднина. И еве тука и ве повикувам и вас и се надевам дека сите оние кои што работат на прашањето заеднички ќе ја водиме ова застапувачка агенда кон донесување на добри политики по прашање на менструалната правда. Фала ви многу. Фала, Јана. Ја повикала последната говорничка, Наташа Дуговска, која е представничка на невладината организација Новинари за човекови права. Да слушнеме и неа. Доколку се уклучи. Дали ме слушате? Да, здраво, Наташа. Здраво, јас ве слушам и благодарам. Благодарам што ме поканивте и што имам можност да
разговараме на оваа тема за која што новинари за човекови права започна во 2015 година. И нескромно ќе кажам дека сме на некој начин пионери на третирање на оваа проблематика, која што кога почнавме бевме условно кажано несериозно сватени, многумина се па се не исмејува, но не прифаќаа дека навистина се податоците такви какви што ги презентиравме. Едноставно не наидовме на соработка пред се од граѓанските организации, а потоа и од политичките партии од кои што на некој начин баравме поддршка за да овие прашања станат поактуелни, да дојдеме до некое соодветно решавање во однос на искоренување на менструалната сиромаштија во Македонија, која што и како ја има. Ние до сега имаме направено три истражувања. Првото истражување беше 2016-2017 година, кога имавме многу мал опсек на испитанички, не повеќе од 502-3 некако, но последното кое што го направивме оваа година, на почетокот на оваа година и чии што резултати ќе бидат објавени за време на денот на менструалното здравје во мај месец, беа опфатени 5220 жени од сите 7 плански региони во Македонија, 46 од рурална средина, а 54 од урбана средина. Говорат дека за жал кај нас ништо не е направен ниту еден чекор напред во намалување на оваа менструална сиромаштија. Напротив, во време на пандемијата проблемите се зголемени, иако ние одевме со кампањата менструацијата не запира за време на пандемија и дека баравме поддршка, но повторно ќе кажам дека сето тоа остана само на празни ветувања. Податоците кои што би сакала да ги споделам со вас, тоа се некои кратки од истражувањето информации кои што велат дека прво сакам да кажам дека за управување со менструално здравје неопходно е родово сензибилизирање, соодветна едукација, адекватни објекти, правичен пристап до објектите за управување со менструалното здравје. За жал, во Македонија не се исполнети ниту еден од горе споменатите критериуми за управување со менструално здравје, иако ние веќе имаме направено некои чекори. Значи, новинари за човекови права со поддршка на британската амбасада во Скопје и со мал грант од Агенцијата за млади и спорт реновираше неколку, односно адаптираше вкупно 12 училишта, 12 тоалети во училишта според стандардите за управување со менструалната хигиена. Господјата Мурачанин кажа дека, односно нели говореше за тоа колку тоа чини не речиси воопшто, бидејќи секој училиште има тоалети, само треба да се адаптираат, а тоа не е повеќе од 200 евра. Потоа 4 училишта во Македонија на годишно ниво се снабдуваат со бесплатен пакет на производи за управување со менструалното здравје. 2 се од Тетово, 2 се од Дресен, кои што девојчињата, односно класните раководители, секој месец добиваат одреден квантитет на количина на производи за управување со менструалното здравје и потоа они ги делат помеѓу учениците. Но она што нас не загрижува, односно што покажуваат резултатите е дека во Македонија се повеќе се продлабочува јазот на жени кои што не можат да си набават, односно не можат да купат средства за управување со менструалното здравје, односно само да дојдам до тој податок. Велиме дека над 60 жени од жените и девојките во руралните и 20 од урбаните средини не употребуваат никакви комерцијални менструални производи поради високата цена на чинење, но загрижува податокот дека повеќе од 10% од жените често пати немаат можност да никакви средства да употребуваат, па користат тоалетна хартија, весници или пак сами си прават шијат
влошки за управување со менструалната хигиена. Во однос на цената можам да кажам дека голем е процентот и на жени кои што не можат да ги купат поради високата цена. И дека едно 5 члено, значи ние правевме некаква анализа на трошоци, дека едно 5 члено семејство со минимални месечни примања, каде што нели 3, односно 4 се жени, треба да одвоиме од 15 до 17% од примањата за хигиенски производи за управување со менструалната хигиена. Да не се лажеме, тоа никој нема да го направи. Преќе купат леп млеко за децата, отколку да купат влошки. Тоа е причината зашто дел од девојчињата не одат на училиште за време на периодот, или пак мајките отсуствуваат од работа. Околу едукацијата и стереотипите не би сакала многу да говорам, сакам повеќе да кажам околу ДДВ-то, односно намалување на таксата од 18 на 5%. Значи ние во моментот го имплементираме проектот даночна родова дискриминација, со кој што преку кој што бараме да се намали ДДВ-то од 18 на 5%. Ние 5%, верувам дека голем дел од вас и знаат за нашата кампања и знаат за нашите иницијативата што ја имавме. Голем дел од вас ја потпиша и петицијата, значи имаме собрано над 3000 потписи, што е секако малку, но поради корона кризата не бевме спречени да излеземе и да ги собираме тие потписи. Се одеше онлайн оди малку потешко. Значи во тек ја правиме анализата на трошоци, што ќе значи намалувањето на намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5 или пак на воопшто да се одземе ДДВ-то за овие производи, за тоа што производите за менструална хигиена пред се производи за не се луксузни производи, туку се основни средства и се дел од дефиниција за отстварување на основните човекови права. Јас можам да кажам дека ние наскоро ќе излеземе со анализата на трошоците, заедно со СРПМ ја подготвуваме, каде што и со оние кои што се увозници во Македонија, има 12 компании кои што увезуваат средства за управување со менструалното здравје и има само еден производител на влошки во Македонија. Она што е интересно исто, што би сакала тука да го напоменам, е дека нема свесност за употреба на еколошки безбедни средства за производство, за управување со менструалното здравје, и се прашувам што ќе се случи од јули 2021 година, кога ќе стапи во Европа на сила резолуцијата за забрана на употреба на производи за кои што користат кои што имаат во себе пластика, а се за еднократна употреба, и во тие производи спаѓаат и влошките, така да цела Европа веќе се подготвува што ќе биде после тој датум. Кај нас, нели, ние не сме во Европа се уште кој која ќе бидеме и не се знае и не треба да ги почитуваме тие правила, но ме интересира од каде како ќе стасуваат, или кај нас ќе доаѓа само ѓубрето, а кај нас се уште нема свесност за користење на тие алтернативни, односно еколошки безбедни производи за управување со менструалната влошка. Сега прв пат една компанија има донесено чашки, до сега чашките можеа само онлайн да се набават, но и за тоа нема свесност. Значи Македонија фрла 6 до 6,5 милиони парчиња менструален отпад месечно, што е огромна бројка, и за тоа немаме решенија, немаме ни не се прави ни селектирање на отпадот во таа насока, и тоа е навистина голем проблем. Така што ние како организација која што кажав дека веќе неколку години, повеќе години го следиме овој проблем, бараме пристап до точни прагматични информации за менструалната хигиена, пристап до објектите што обезбедуваат приватност, пристап до вода и сапун во местото кое обезбедуваат соодветно ниво на приватност, и пристап до капацитети за депонирање на отпадоци, соодветна едукација на оваа тема, намалување на ДДВ стапката, и бараме секој девојче кој што е вклучено во редовниот образовен процес, секој први да добие бесплатен пакет на производи. Кажав дека ние веќе имаме разработено, имавме предложено на кој начин тоа ќе планираме да го оствариме, бидејќи не верувам дека од буџетска
општинската каса ќе се одвојат пари за тоа, ниту пак општините се расположени, туку да се направи фонд за искоренување на менструалната сиромаштија, со кој што сите компании ќе вложуваат во неодреден процент од профитот, но ќе вложуваат во средства за управување со менструалното здравје и мислам дека тоа е многу реално да се оствари. Ние почнавме и еве веќе 4 училишта успеваме да ги снабдиме и се надевам дека од идната година ќе бидат повеќе, значи во проектирано ние 12 училишта да бидат. Сакам само на кратко уште да споделам со вас каков е ставот на младите во однос на оваа тема. Ние заедно со Агенцијата за млади и спорт веднаш по стапувањето на пандемијата, односно по прогласувањето на пандемијата и затварањето на училиштата, направивме 3-месечно предавање на темата менструално здравје и беа опфатени 6 средни училишта на територија на Република Македонија. Беа опфатени некаде околу 1800 ученици. На крајот од пред да почнеме и од кога завршивме со предавањата, им споделивме прашалници кои што одговара и врз основа на одговорите кои што ги добивме, само би сакала да ви кажем дека 34% од овие ученици одговорија дека не знаат што е сексуално репродуктивен период. За тоа дали знаат што е период кај девојчињата, 95% одговорија позитивно. Дали разговарате на оваа тема? 69 одговорија 2, 30,8 одговорија не, но на прашањето со кого најчесто разговарате на оваа тема, одговорот е дека со мајката најмногу одговараат, потоа доаѓа со другарката, но интересно е што многу малку одговориле дека разговараат на оваа тема на училиште, што значи дека во образовниот процес оваа тема воопшто и не е присутна. На прашањето дали имаат соодветни услови за одржување на менструалното здравје дома, најголем процент, односно 93 одговориле да, но дали имаат соодветни услови за одржување на менструалното здравје на училиште, значи само 35% од ученичките одговориле да, а другите одговориле негативно, што значи дека училиштата навистина немаат, сите сме свесни за тоа, но немаме соодветни услови за управување со менструалното здравје. Со кои предизвици се соочувате на училиште во однос на одржување на менструалното здравје? Најголем процент одговориле дека нема тоалетна хартија, потоа нечисти тоалети, вратите дека им се скршени, потоа нема селекција на отпад и има одреден број од ништо не одговориле. Многу малку од учениците знаат дека постојат тоалети за управување со менструалното здравје, односно само 25%. Други прашања кои што... Дали ви се случило да учествувате од училиште поради менструација? Значи, голем процент од девојчињата, 63, одговориле позитивно. Поради од кои причини отсуствуваат од училиште за време на периодот? Најголем процент одговориле поради немање услови во одржување на хигиена во училиште, но има и еден значителен број од 27% од девојчињата кои што одговориле дека не одат на училиште поради болки во стомакот. Сега тука само би, за да не должам многу, само би споменала дека ние туку што започнавме друг проект кој што е поврзан со оваа тематика, тоа е дали ни е потребно дали е потребно во државата да се донесат политики за платено отсуство, месечно платено отсуство на жените за време на периодот. Ова го споменувам за тоа што голем процент од нашето последно истражување покажува дека жените имаат болни менструации и поради тоа се оневозможени да одат 1 до 2 дена во текот на месецот на одмор на работа, сега се поставува прашањето дали Македонија треба да влезе во оние земји кои што развиваат посебни политики за така нареченото менструално отсуство и колку компаниите тоа ќе го прифатат. Јас толку би имала сега за сега, ако имате некои прашања, повелете, тука сум. Благодарам, Наташа. Можам да кажам дека слушајќи ги нашите говорнички, несомнено може да заклучиме дека најголемите предизвици и проблеми со кои се соочуваат македонските девојчиња и жени, кога станува збор за менструалната правда и сиромаштија, а за која активно и гласно треба конечно да се зборува и менструалното табу да биде скршено, се следните.
Прво е даночната политика, односно намалување на данок на ДДВ-то за хигиенските влошки од 18 на 5% и намалување на данокот на 0% за еколошко безбедните средства, односно чашките и хигиенските влошки за повеќе кратна употреба. Потоа беше спомнато за бесплатни пакети со хигиенски влошки секој први во месецот за девојчињата. Следно беше спомнато образованието како многу важен сегмент, односно сеопфатното сексуално образование, кое што би помогнало за да се уништат менструалните стигми што се уште постојат во нашето општество. Потоа беше исто така во неколку наврати спомнато и боледувањето кое се уште дали да биде или да не биде. А сметам дека е многу важно, бидејќи многу голем број од жените имаат доста големи проблеми тие ден-два кога имаат огромни болки. Адаптирање на тоалетите, пристапност, нели да можат девојките да имаат топла вода, не знам, сапун, влошки, не само во училиштата, и во кафичите исто така, во ресторани, било каде може да се случи, нели, да треба да има услови. И сега се надевам темиве кои беа опфатени и заклучоците кои ги извадивме од оваа дебата ви отворија некои ваши различни погледи, размислувања или прашања, па доколку имате нешто да додадете, да прашате или да споделите можеби своје искуство или идеја, предлагам да отвориме кратка дебата. Јас ако може само теја да се вклучам, бидејќи навистина темата е интересна и буди голем интерес кај сите нас, но и во јавноста. И имаше некој предлог, ви благодарам на сите учесници и панелистки. Не се сеќавам точно кој го изнесе предлогот, но мислам дека е одличен, дека местото за оваа дебата е во собранието. И јас само околу тој дел сакам да се вклучам сега, бидејќи ќе оставам секако за другите простор за дебата, за прашања, за коментари, бидејќи сум член на Комисијата за еднакви можности во собранието. Јас ќе иницирам јавна расправа на оваа тема, менструална правда, во собранието, каде што ќе можеме повторно да ја отвориме оваа тема. И уште еднаш многу ви благодарам, особено за истражувањата кои што сте ги направиле и кои што навистина не соочуваат сите нас со реалноста во Македонија. Така што еве јас си земам за обврска да иницирам јавна расправа на тема менструална правда во Комисијата за еднакви можности во собранието и убедена сум дека колешките ќе ме поддржат во тоа. Ви благодарам на сите уште еднаш. Благодарам, Маја. Поздрав. Би сакала да се вклучам со мала дигресија на трибинава, да ви се представам. Јас сум Мелинда Рашиди, координатор на форумот на жени на движењето БЕСА. Како прво сакам да се заблагодарам на Дом за поканава на оваа трибина од овој карактер. И привилегија ми е што учествувам на оваа трибина со учеснички како вас, а гледам, драго ми е што гледам и учесници овде, што значи дека покажале интерес за оваа тема. Честитки посебно до господата што се присутни овде. Тоа патриархално општество, во тоа патриархално општество во кое што израснавме и ни ги наметна овие ставови за менструацијата и за менструалното здравје, се како последица на тоа наше воспитување е и овој однос. Вие сите претходни панелистки што бевте, многу убаво ги сублимиравте сите тие работи што ги кажавте околу менструалното здравје. И сакам само да споменам еден податок до кој што дојдов, сигурно и госпоđата Наташа Доковска ова го знае, во врска со платениот менструален одмор,
Земјите кои што имаат платен одмор во светов се Индонезија, Јужна Кореја, Тајван и Замбија, што е многу симптоматично за земји кои што не се, да речам, многу развиени, а развиените и демократски општества, како Италија, која што во 2017 година не го изгласала тој закон за 3 слободни дена да има за секој месец за една жена. Значи, тоа би беше како интересен податок до кој што дојдов и се согласувам и со пратеничката, со господинот Таморачанин, дека ова треба да се третира како политичко прашање. Мислам дека и од панелистите некоја го спомна, дека треба да се третира како политичко прашање, за да може и медиумите да го третираат како такво. И многу и малку и во медиумите се зборува за оваа тема. Се согласувам потполно и со заклучоците и со ставовите што беа извлечени во врска со оваа тема, како даночната политика, намалување на данокот од 18 на 5%, па намалување на данокот на 0% за екопроизводите за менструална хигиена и бесплатни пакети за бесплатни пакети на секоја ученичка на почеток на секој месец и сексуално образование за подигање на општата свест и кај момчињата, и кај девојчињата, па и кај мажите. Ви благодарам уште еднаш на вниманието и се надевам дека ова ќе институциите кои што се надлежни, значи првенствено и парламентот ќе се залага за подобрување и подигање на свеста околу менструалното здравје, менструалната хигиена. Ви благодарам. Благодариме, Мелинда. Дали има уште некој нешто да каже? Да, ја би сакала само да додадам околу менструалниот одмор, дека Италија законски не го изгласа, но Италија е прва земја во Европа во која што одредени компании си имаат политики за задолжителен менструален одмор на вработените. Например, Nike компанијата Nike, доколку има канцеларија и во Скопје и во Македонија, и тука ќе имаше политика за менструален одмор. Во Франција 27% од жените имаат право на компаниите во кои што работат, се 27% од скупниот број на компании каде што постојат политики за менструален одмор. Инаку Јапонија е првата држава во свет која што ова го има воведено 1929 година. Благодарам, Наташа. Олгица? Навистина ми е чест и задоволство и вакво нешто што слушам, сите бевте прекрасни, но мене Наташа Доковска, ако не се лажам, толку како технолог ми потикна малку холистички да ги гледам работите од аспект што јас доаѓам од Куманово, сосема ми е стигмата јасна која владе во општеството во однос за ова што говориме, но ми загатна господја Наташа, вика, што се случува кога ќе бидат забранети сите фактички тие средства. Моето училиште кај се наоѓа кога има поплави, така, градено, знаете дека влошките и памперси излегуваат од канализација и дека најголем проблем на пречистителните станица, а имаме во Куманово меѓу за отпадните води и во апаратите им создават баш овие. Значи, да се приде на ова, ама мора да се приде од повеќе аспекти. Дефинитивно зборуваме за тоалетите, но предходно мора да следи и до сега требало да следи. А влошки, а памперси, верувајте, под школскиот двор плива, значи нам дефинитивно ни треба да размислуваме. Јас велам во последниве месеци за проектни задачи за државни матури, циркуларно, во циркуларна економија. За мене е поразително што, еве вака у моја глава размислувајќи си, викам, велите, а ви верувам, дека има една фабрика која се занимава со, ние сме зависници од увозници, од увоз. Па тука е се синтетика, како што е во памперс синтетика.
А ние апсолутно не размислуваме за селекција и што после тоа. И просто, еве ќе се навратам, тргнавме од приказната, јас сум во години. Во мој менструален циклус почна од природен памук и мрежичка, реално. Па јас тука би поврзала економија, социјално предприемништво. Колку би било добро да се потикне, да има некој да размислува о таа фела, а тоа се еколошки. И верувате дека долго време и после тоа, јас како технолог и едуциран, јас не користев овие синтетички влошки кои што младите ги преферират, него обичен цик-цак памук со платно од озгора. Не дека не сум била социјално загрозена, него едноставно од друг аспект. Ние од една страна велиме синтетика создава проблем, толку се говори, ви реков, истражувам, текстилна индустрија и сето тоа синтетички производи полека се враќа на глобално ниво природни, а ние сега, еве и со овој закон да се намали, па тоа без некоја едукација за посебно селектирање, па ние ќе се затрупаме. Знаете, у колизија си доаѓам во мислите сама со себе. Значи, на секој проблем треба да му наидеме на холистички, од повеќе аспекти да го разгледаме. Ако сме Република Македонија депонија, мислам дека ако тргнеме, ајде ќе го намалиме, па ќе даваме без едукација ништо. Тука се невладини организации, посебно од Хера и од Билјана Врамовска, Ѓореска, морате да вклучите, тоа е моја препорака, мора да вклучите во ваши тимови луѓе кои што баш од сите аспекти, значи ќе говориме за влошки, ќе направиме закон, ама паралелно едукација, у школите треба да има посебно за тие работи. Селекција. Ете, тоа е моje, како допирните, се извинувам, предавам многу предмети, допирни предмети ми се со сите овие работи и бизнис дури предавам и сакам да тоа така. И така ги учам децата, повелете, ја толку од мене. Јана повели? Фала и на господјата Олгица. Се согласувам дека треба сеопфатно да се размислува на ова. Верувам дека прашањето за отпадот е всушност една тема која што не би сакала некако родово да ја гледаме. Не би сакала тој терет сега да се наметне само на производите. Како што спомнавте и тука спаѓаат и пелените. Тие се користат секојдневно, не се користат само во неколку дена во месецот, што е уште позастрашувачки, а некако не се осврнуваме на нив толку како што се зборува за влошките. Така што, иако би оделе се опфатно, верувам дека е добро во чекори тоа, како што кажавте, образованието е клучно, значи сеопфатното сексуално образование. Сега ќе се пилотира, јас верувам што поскоро ќе го имаме тоа во сите училишта, значи е многу важно, екстремно важно. Втората работа беа понудени некои алтернативни производи за менаџирање на менструалната хигиена, а тоа се чашките. Јас би рекла дека не би треба толку да се брза со нив. Прво, не се достапни, второ, се луксус за многу луѓе, за многу жени, и трето, навистина треба да се научи како тие се користат. Не може само да дадете чашка на девојче од 12, 13, 15 години и да очекувате да знае да ја како треба да знае да ја постави, како да ја регулира и така натаму. И повторно ќе треба пак да стави некоја улошка од оздола. Така што едукацијата е клучна во овој поглед. Инаку да, се согласувам дека отпадот е една клучна тема. Јас сум израснала со тоа што мајка жива здрава сум, а не биле користени памперси во моето одгледување. Мајка ми ги перела пелените, но мора да имаме на ум дека не секоја жена сега има време и ресурси да земе да ги пере секојдневно пелените.
Значи мора да разбереме, мајка ми била дома, не била вработена и можела тоа да го прави. Колка втерата тоа за жените повторно, доколку се оди на такви материјали кои што се реупотребуваат. Добро, сега има машини за перење полесно, тогаш не можеле сите да си приуштат. Значи многу аспекти има, многу темелно треба да се разгледува сето ова. Така е. И верувам дека има решенија, но клучно е тоа дека мора ова да се зборува во собранието, мора да се оди со решенија на локално ниво, мора да се оди со национални политики, а не да очекуваме решенија од корпорациите или решенија кои што се еднократни или не знам, некои решенија кои што не се одржливи и ќе траат кратко, ќе траат 1 година и слично. Мора да се воведат политики, така и свеста кај луѓето ќе се промени. Еве сега овие девојки активистки во Шкотска кои што започнаа 2017 велат дека веќе самите ресторани, кафулиња ги менуваат своите ставови и самите, без да им биде наложено, обезбедуваат производи за хигиена во своите кафулиња. Така што верувам дека треба сеопфатно да се пристапи кон ова и чекор по чекор, да не наметнуваме тежина од родови аспекти кои што дополнително ќе ги регулираат животите на жените и девојките. Благодариме, Јана. Катерина Бараспор? Сакам да се надоврзам на оно што го кажа Јана, особено за корпорациите, кај нас имаше еден опит за воведување на пазарот на менструалната чашка пред неколку месеци, што беше тотално фијаско, ако бидам искрена, бидејќи истата таа чашка, најефтината варијанта беше околу 2000 денари кусур, што искрено за нашиот стандард е незамисливо. Потоа ги имаме исто така и менструалните гаќи кои исто така искрено не се многу практични, да бидам искрена, второ не се адаптирани на нашиот стандард, се прескапи повторно за нас. И поради сите овие фактори не ги купува жените едноставно. Еве ДМ, гледам баш сега истражував малце повеќе, им се јавив, ја немаат веќе менструалната чашка. Бидејќи не прават профит од истата. Не можеме да го ставиме ова на увозниците. Александра Повли? Бараспор? Ме слушате? Добар ден. Здраво. Јас сум Александра Петрова, да се представам прво, доаѓам од Институт за јавно здравје. Со Наташа се познаваме преку професорот Кочубовски и ви благодарам за денешната дебата, бидејќи јас изминатиот период, значи од 2019-2020 ги истражувам овие проблематики, меѓутоа во образованието кај студентите, не само во училиштата, преголем проблем е и кај девојчињата кои што студираат. Направена е анкета минатата година во периодот ноември и декември. Краток беше периодот поради тоа што ние имаме само контакт со студенти кои што се втора година и го слушаат предметот хигиена, па и нив ги анкетираме, така ни се нуди можноста. И на таа анкета се изјаснија дека 50% од студентките не доаѓаат да посетуваат настава поради менструалната хигиена, поради тоа што немаат тоалети, замислете, значи факултет, а нема тоалет, и поради тоа што имаат ужасни болки и не можат да присуствуваат. Според мене училиштата да се загриженост, меѓутоа и факултетите, верувам дека и некои други институции имаат вакви проблеми со тоалети, со неселектирање на менструалниот отпад. Јас во Шведска, кога бев на еден престој, самиот хотел си имаше обезбедено дури и кеси за да се спакуваат менструалните влошки и
корпа посебно за тоа. Значи тоа е стварно многу Така е. хигиенски и практично. Така е. Треба и ние тоа може би не знам да се предложи самите институции да си го обезбедуваат тоа во женските тоалети, мислам дека нема многу да чини. Сакам да направам понатака истражување на таа проблематика, меѓутоа морам да се обрнам према она што нели сепак јас го специализирам преку хигиената. Бизнисот и менаџментот не смеам нели да ги истражувам, немам ингеренции за тоа. Сакам да начнам дека треба да се мисли за сите образовни сегменти, не само за училиштата, бидејќи ова е стварно многу голем проблем насекаде. Ви благодарам. Наташа Повели? Благодарам. Околу тоалетите, Александра, само сакам да кажам дека ние зборуваме за образовните институции, а не зборуваме за здравствените институции, односно за здравствените објекти. Само како пример би кажала дека во градска болница 3 месеци не работеше женскиот тоалет, беше затворен поради тоа што бил се реновирал. Но не се сакам околу чашките да кажам збор 2 што спомнаа Катерина и Јана. Не се согласувам дека се луксус, значи верувам дека и двете знаат дека рокот на трајање на чашките 5 години, односно 60 месеци. Минимум. Значи, ако 3000 денари поделиме на 60 месеци, тоа се 50 денари месечно, што е далеку поевтино да користат влошки. Факт е дека кај нас нема свесност за тоа. Светска здравствена организација ги препорача како најбезбедни и нормално дека треба да постојат предуслови. Кај нас не постојат предуслови за користење на менструалната влошка, за жал. Значи, во ни еден тоалет, јавен тоалет, зборам по ресторани, по не знам, кафулиња, на училиште, на работа, нема вода во самата кабина. Тоа се предусловите кои што се неопходни за да ние користиме менструална чашка. Тоа е една од причините. Според мене, нормално врз основа на оние информации кои што ги има во Светската здравствена организација, менструалната чашка е најбезбедна и е најевтина. Благодарам. Катерина Повели? Велиме дека е луксус од причина што не можеме да го рачунаме тоа колку месечно би ни одземало пари, кога тие пари ги даваме одеднаш. Затоа што јас овој месец, ако дарам 3000, може да не можам да си ги платам сметките. Бидејќи сме во ситуација, во земја, каде што тоа е реален проблем. Не живееме во земја каде што стандардот не дозволува да можеме на гладно срце да дараме 3000 денари, колку тоа и да било исплатливо. Туку живееме од ден за ден. И преби дале денеска 100 денари за едно пакување влошки, отколку 3000 кои ќе реално ќе ни се исплатат многу на долгорочен план. Но живееме во земја од ден за ден. Бојан крена рака. Ајде едно машко да слушнеме. Супер. Добре, Бојан. Не знам дали ме слушате, окей? Да. Тоа не сум во можност, извинете, да уклучам камера моментално, ама не можев да издржам да не се вклучам, слушам од преска, учам и запишувам буквално. Така што ако сум доведен ја во ситуација да учам, кој што сум веќе, да речем, 11 години и во активни во граѓанските сектори во политиката, иначе доаѓам како претседател на подмладокот на Дом и сум претседател на Националниот Тлански совет на Македонија. Така што останува со многу други млади кои што навистина немаат ни можност за информација, немаат ни од каде да го научат тоа. Имаме две работи што се многу важни. Една работа дека се започнува и завршува кај образованието. Зошто е тоа важно? Како знаеме дека е табу тема општо во јавноста, ако знаеме дека дури понекогаш табу тема е кај жените, да не зборам со другава страна па кај мажите, тогаш имаме еден генерален заклучок дека имаме сериозен проблем во едукативниот процес, каде што буквално на младиот човек не му се пренесува правилната информација, но ниту ја има правилната информација, ниту му се дозволува да ја научи или да ги воочи некои основни работи. Кога зборуваме за менструална хигиена, ние стигнавме до трошоци, се уште слушаме и збориме и знаеме дека има проблем со немање на функционални тоалети во училиштата, во институциите, во здравствените установи, таму каде што мислам дека во 21 век некој да не слуша од страна и би се зачудил, ние можеби дури сме навикнати до негде, но мале гласот кој се подига во јавноста
Така што јас гледам тука да има представници на повеќе на други политички партии, жени кои што се вклучи во ова, јас тоа го поздравувам, навистина еве докажуваат уште еднаш дека жените знаат да бидат заедно кога навистина е потребно и кој е во интерес на жените, така што и апел до политичките партии, до учителите, така што гледам тука дека има многу советници што се членови на советите, така што фактот дека мора да почне и системска промена, но да почне и промена од локално па да иде до национално, така што има можност каде што не се големи средства, многу средства се даваат за многу други работи, каде што може да се овозможи барем нормални услови во училиштата за почеток и во институциите, каде што локалните самоуправи и државата би дала пример дека постои можност за напредок. Така што ја слушав и Наташа Преска, знам дека тоа навистина не кошта, не чини навистина ништо, секој училиште си има буџетирано прво од својот буџет за се збориме за тоалетите, па се до сите оние средства што ги добиваат и од општините и од државата. Така што сите заедно да помогнеме во овој процес на сеопфатно сексуално образование како пилот програма, да се побрзо да се воспостави како редовен предмет во училиштата, каде што наредните генерации на млади луѓе ќе нема да им биде ова некоја табу теми, каде што ќе разговараме за многу повеќе и по добри работи во однос на ова, а од друга страна да направиме притисок во општините и на системот и на државата, каде што системски ќе треба да се реши овој проблем од самиот почеток. Тоа можам да зборам многу, нема да одземам многу време. Фала ви уште еднаш, се надам дека охрабрив уште некој машко да се вклучи после мене. Фала. Фала, Бојан. Александра, па Катерина. Само сакав да ја надополнам Наташа. Не сакав да зборам за здравствените установи, дека воопшто не ни дозволуваат да одиме во нивните тоалети, јас кога бев студент. Јас зборам за оние тоалети кои беа едно време направени само за студенти, меѓутоа сега се тотално нефункционални. Исто така треба да се напомени и нашата неодговорност како студенти, нашето однесување во тие тоалети. Бидејќи нефункционалноста на тоалетите кои што беа направени се наша вина како студенти во тој период. Благодарам, Катерина Повелја. Јас само би сакала да ве поздравам и да ви кажам фала уште еднаш. Јас сега трудам на едукација, каде што ќе зборуваме за се со младите. Ви посакувам понатам плодна дискусија и баш ми е драго што денеска позборувавме на темава. И сигурно сум дека и во следнива час-два ќе зборуваме со младите. Благодариме, Катерина. Убав ден на сите. Пријатно. Поздрав. Нада Пешава. Повели? Микрофонот ти е изгаснат, не те слушам. Сега добро се ме слушате? Да, сега Да, добро. Јас малку се исклучив од дискусијата, оно што сакам да го кажам, еве ако е кажано, само ќе го повторам. Во однос на стигмата во општеството, мислам дека голем дел од таа стигма имаат влијание и комерцијалните реклами, бидејќи повеќето реклами за менструални хигиенски влошки и тампони почнуваат оние денови од месецот, возможите да ги поминете полесно. Мислам, самите производители, самите комерцијални или маркетинг агенции го нудат како стигма со тоа што се тоа оние денови и вие треба да се чувствувате поубаво. Мислам дека треба да се работи и тука, еве, во сите заклучоци, можеби некој вид на кампања дека тоа не се оние денови кои што се не се ни кажува дека се менструални денови и дека во секој случај ќе се чувствуваш убаво и со менструација и без менструација. Зашто менструацијата да ти влие на некакво лошо чувство. Исто така поздравувам на Маја Марачанин идејата. Сакам да напоменам дека слична идеја беше после 2013-14 слична акција беше спроведена за детските производи, нели пелени и детските хигиенски производи од 18% на 5% беа намалени. Мислам дека
влошките и хигиенските производи за жени за време на менструална циклус се многу слична категорија на производи и можат многу лесно да се ослободат од данок, барем од 18 на 5%. Благодарам, Ната. Силвана Кружевска бараше збор. Извини, Теодора, пред мене беше Александра Цветковска, ако не бараше збор. Александра Попели? Како да е, може би меѓу време ќе слушнеме Александра. Јас не сакав многу да се вклучувам, слушајќи ги сите овие дискусии, посебно имајќи во обзир, како што рече Мелинда, дека гледаме овде мажи присутни на оваа трибина, дури сега сватив колку е важно и колку е сензибилен проблемот кој што денес го работиме. Пред да се договориме со Маја да организираме оваа трибина, почнав малку да истражувам и сопругот дома ми вика, не треба многу да истражуваш, прашај маж што има дома 3 жени. И ќе знаеш што е сексуална сиромаштија. Слушајќи ги сега истражувањата и информациите кои што ги даде Наташа, па и Јана, слушајќи околу стигмите за кои што зборуваше Катерина, очигледно е дека ова е доста сензибилно прашање во нашето општество и цело време збориме за некоја родова еднаквост, нели, родова застапеност, родови проблеми. Прв пат слушнав од Наташа денес терминологија за даночна родова дискриминација, што за мене е нешто ново, а очигледно многу значено за ово општество. Значи, проблемот на менструална правда, очигледно, или прашањето на истата е доста сензибилно, бидејќи се работи и пред за здравјето и за хигиената, а ја опфаќа едно 50% нели популацијата, ако земе маж и жени, додека беше ова трибина и разговорот, баш овде сме присутни со Христа заедно и правевме една процесуална застапеност, ако земеме дека мензисот почна во 14 години па до 50-та, нели повеќе, значи опфаќа поголем процент од женско население кој што е па економско активно. А слушајќи ги сите проблеми, бидејќи јас лично како жена, нели ги имам во текот на тој менструален циклус, можеме да замислиме колку е неактивна или непродуктивна таа жена кога е баш во периодот на тој менструален циклус, а да не ги имаме во обзир кои се нели проблемите за достапноста на тие нели менструални производи. Очигледно дека денес почнавме едно прашање кое што е дошта важно и отворивме многу други прашања како да го решиме проблемот или како да го затвориме ова прашање во општеството. Ние како форум да ветуваме и гарантираме дека оваа трибина нема да биде единствена, туку е само почеток на многу повеќе кои понатаму следуваат. Но во исто време сакам да нагласам дека во следните трибини би сакала да имаме гости од институциите кои што би се занимавале нели со ова прашање, па дури од економскиот, односно секторот на бизнисмени, од Стопанската комора. Многу ми е драго што денес е Александра од Центарот на јавно здравје. Добар е предлогот на Маја, можеби од тука можеме и да почнеме, нели, Маја, за намалување на данокот. Мене многу повеќе ми се допаѓа предлогот на Наташа за нели за отсуство за време на менструалниот циклус, но мислам дека треба да почнеме од образованието. Она што сега како проект се води сеопфатно сексуално образование, да се надеваме и да веруваме дека нема да заврши само како проект и дека нема да се спроведува во неколку само училишта. И јас би сакала, јас како дел од една образовна институција ветувам, иако не сме ни од дел од проектот, дека кога би се вратили нашите ученици со физичко присуство во настава, во училишниот тоалет би имале бесплатно достапни менструални производи. Значи, затоа што сметам дека треба да се почне од тука, во образованието, во институциите, значи да се достапни. Јас би почнала од тука, бидејќи, како што каже и Бојан, секоја образовна институција има одреден фонд на финансиски средства, кои ќе ги користиме за средства за хигиена, меѓу кои нели тоалетен папир, па се до овие менструални производи. Уште едно сакам да нагласам, чест ми е и драго ми е и задоволство што денес го организиравме овде. Гледам дека присуството, односно одзовот на истата е голем. Можеби ако не беше и периодот на организација во ОЕ, ако беше после работното време, можеби ќе беше и уште поголем. Но посебна чест ми представува да ве слушнам сите вас. Оние, односно, што се занимавате со овој проблем и што ветувате дека ќе работите на негово решение. Ви благодарам.
Благодарам, Силвана. Дали има уште некој нешто да дополни? Јас би се заблагодарила за поканата и верувам дека ова нема да застане тука, дека ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема и да изнаоѓаме решенија кои што се долгорочни и во насока на тоа да одговараат на сите луѓе и на оние кои што се маргинализирани и на другите граѓани. Јас би морала да го напуштам поради обврски овој панел. Драго ми е што имаше толку многу луѓе, се надевам дека покренавме прашања на кои што сите овде присутни ќе размислуваат и понатаму ќе ги шират со своите соработници и блиски. И уште еднаш поздрав до форумот на жени на дом. Се надевам дека и другите политички партии ќе ги отворат овие теми во своите окружоци. Па толку од мене и фала ви уште еднаш и се гледаме во друга следна ваква прилика. Благодарам, Јана. Поздрав. Доколку нема веќе никој што да каже или дополни, сакам да ви се заблагодарам на сите за присуството, на говорничките, на сите што се вклучија во дебатата и се надевам дека ова ќе биде само почеток на сите движења што не само форумот на жени на дом, туку и сите останати невладини, владини, секакви организации ќе продолжат да се борат за правата на жените и за сите проблеми и табуа и стигми со кои што се соочуваме ние како девојки, жени, девојчиња и воопшто како општество. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Убав ден на сите. Пријатно. Пријатно. Се